таму, после чекавме заврши договорот. Јас со Мишко Женјатовиќ, мојот менеджер, што сум му благодарен од 2011 све тргна од кога почнав со него да соработувам. Стигнаа понуди, имаше Барселона пак. Ја и он имаме договор после 10 сат, не се јавуваме или не треба не се досаѓаме, кој ќе има некој клуб, ќе се слушам. Да. И јас се вратив од тренинг тука, индивидуално тренирав и во 11:30 ми звони телефонот. Мишко. А утре дента требаше подпишам со Барселона. А договорени до 10 да се слушате са. Мама викаш ова е нешто битно. Батице, шта мислиш за NBA? Ја од глава, сега на 31 година ме закуцаваа таму да ми се смеат овде во Македонија, она нашето. Викам, а предизвик ми, не сакам да кажам, два пати имав шанса, секогаш идев по некој и финансиски оддел и све, и не сакав да бидам од оние, мене ми нудеа, ама не отидов заради други причини. Не сакам отида, сакам да испробам, да видам. Ај попричај со тренер. Мене ми се јави Баденхолзер, сега што е прогласен по втор пат и најдобар тренер. Јас стварно не гледав NBA тогаш. Знам дека Сан Антонио изгуби титула од Мајами, реален кога да е тројка од ќошот. Ја не знам со кој зборам, коуч, да, она. И дали гледаш NBA, ми викам. Ја, како да не гледам све. Што мислиш за финалето? Ја викам, па Сан Антонио глупи не направија фаул, изгубија шампионат. И он, окей, топ, спушти. Мишко ми се, шта си причал што збореше со тренерот, тебе го дигнаа малце договор. Абе му кажав тоа што ви. Ја му викам, дека вакво. Дали си ти нормален прв помошник на Сан Антонио таа година? Ја викам, лале, перо. Ама човекот ми даде слобода, подршка, што е најважно. Првата година во плейоф, четврт финал изгубивме од Индијана. Сега зборуваме за NBA и Атланта. И Атланта Хокс. Имав 1+1 договор, например, таму се плашев. Не се сеќавам, тој ти беше тренер? Тренер ми беше Баденхолзер за 2 години. И 1+1 година. Мене ме нервира тоа трейд што има во NBA, за мене за до 17 февруари. Не го разбирам тоа. Јас се приврзувам со еден тим кој ќе одлучам и цела сезона сакам да истерам. Ми беше притисок да не има трейд, да не само на среду такмица ќе пишат горе, знаете, на овакво трейдуван си вамо. И ти ќе прочиташ на семафор. Леташ и утре дента со дресот од другиот тим. Играш. Не е мој стил, едноставно ми беше малце фувка од тоа. Тренерот, ма кај ќе идеш, со мене си тука, он сака балканска кошарка, балканско размислување. Добро, знае дека имаш резултати таа балканска. Таму беше и од Грег Поповиќ има прифатено. Така да втората сезона изгуравме до финале на Исток со Леброн Джеймс со Кливленд, која своја титула. Да. Против сила не се иде. И е заштитен и све, ама и тоа е врвот. Има 6 победи. Атланта таа година имаме банер закачено и е прв тим што еден цел месец 19 надпревари, 16 надпревари, 16 победи. Немаше пораз, да. А колку надпревари имаш одиграно во NBA во регуларниот дел и во плейофот? Колку што гледав јас, Зоки, ти треба тоа да знаеш. Јас 113 кај мене излегуваат и 22 во плейофот. Во плейофот. Сега овдека со Индијана Пейсерс сум запишал 18 поени, ти ми кажа дека имаш на некој друг надпревар повеќе. Со Оклахома на гости кои игравме, мене многу ми е важно првиот шут кој ќе влезе. Ако влезе првиот шут, тргна возот. Не дека цело време мора да биде така, него ако првиот не влезе, вториот, не сакам да форсирам, сакам да направам нешто друго во тимот. Можеш да играш одбрана, можеш да додаваш, да скокаш. Имаш улоги да си ги одработиш. Така да јас цел живот гледам тимот да, пошто на крајва асистенција прави двајца среќни. Победа, сите среќни. А кажи ми, некоја повреда имаше таму со тренерот, го нагази или што беше? Тренерот, таа е со Орландо Меджик. Пред крај дадов една тројка, јас кој ќе дадам нешто, кој ќе скокне, се враќам наназад, а знаете дека нозете им се до линија. Ја наназад с глобот. Так. И повреда. Сори, па нема македонско, стегни патиката и настави. Знам се сеќавам на тој момент.
А исто ти тамо беше малку одсутен од тимот и грип, некој те фати и така, па не играше неколку надпревари, токму кога се разигра. И се случува нешто тоа, тако, да, имаше. И вака имаш и пресметано дека тие во детали, шутеви, одбрани, асистенции, Тамо се знае скокови. статистиката, све до Статистиката детал. нема промашување, се е тоа софистицирано до До немај каде. што велиш до немај каде. Немај каде. Од прилика минутажа по надпревар, вака кој ќе ги собереш на некој 20, на некој 5, на некој 10, Тука не еден просек. 16-17 минути просек по надпревар. А тоа е добро, мислам. Тоа е одлично за некој старец као мене, 31 година дошол, Добро, таму не. има Новајли, така го кажем, старец има Новајли. Јас ком избран All-Star над преварот, Rising Stars, звезди во подем. Да. Ја идам се 16 години, 17, 18, и ја викам, Перо, шо пришли тука 30 И како изгледа тој? Спектакл, All сите Stars. најпознати луѓе од џет-сетот, од музиката, од глумата, сите се За таму. кошарката да не За зборуваме. кошарката не, све е забава. Таму е бизнис, е цел NBA И еден што бизнис. подолго да трае? И да се продаде што поише дресови, све. Ние изгубивме еднаш 14 надпревари првата година поред. Ја викам, ние после еден надпревар во Европа, тренерот посебно да е Желјко Дуда или знаете тие. Да. И секој надпревар тренерот, момци, глава горе, направивме многу добри работи. Дигнете, ќе се вратиме. Ти викаш, што Ја е викам ово, да не губим, скрие на камера некоја тука се зезани. До толку опуштено и ти сега идеш од еден вид на размислување и кошарка, кај нив е сасвим друго, опуштенција, да имаш сендвиче пред надпревар, што сакаш, луѓе ти трчаат, сакаш ова, пуканки, кај нас, Се, кај да тоа- дојдеш, телефон не смеш да имаш пред Да. утакмица, мора да си сконцентриран, вамо, опуштенција, игрици, смеење, па пред надпревар може да кажеш ако те заболи грбот, многу гледаат на медицината. Го кртнеш прстот, чекај, одмори се, земи една недела, 2 недели, кај нас, кој ќе те пушти со скршеница, ајде, заврти го, ајде, одмah. Играј брате, финале, така мора да- тука. Многу е опуштено, да не кажам, ти фали више таа нервозна, тој набој на утакмица, што е, сите викаат, let's go, Hawks. Да. А овде те Тамо дига. кој ти беше најдобар вака Ал клубски Харфорд. другар? Со сите, Елтон Бренд и Ал Харфорд може да ги издвојам, али со сите. Во глобала, дури јас направив да има секој понеделник тимска вечера. Се собира Да, се. се собиравме и излековме критичката Победиле, од тимот, изгубиле, не е битно. европски некако зборев со тренерот, со Елтон Бренд бевме најстари. И викаме, дајте картичката, знаете, ние старите ќе го чуваме, вечера, секој понеделник, тимбилдинг, да се ова... И Нема проблем. Доаѓа сите. Сите, ој, кога е гага кај нив, се иде до крај. Па нема пари за жалење. Па немаат, само немаат, имаат едно 7, 8, 9 нули. Ти тамо беше меѓу овие од Европа што одеа најплатените 20 или 30 кошаркари, колку што имав негде сретнато. Не, ја бев еден од најефтините у клубот, наискрено. Таа споредба со Европа, нешто споредуваат, али никој не ги гледа тие 45-40% такси што ти ги сечат одма од договорот. Па никој не ти гледа што треба да изенеташ стан, не е како во Европа, они ти даваат, сам си ренташ, сам плаќаш, па празен е станот, па опреми го станот, па превозно средство, па да јадеш и све, па платата ти е поделена на 24 плати. А овде те чекаат во Црвена звезда и те прошуваш кај сакаш, тамо, вамо, еве Па не е таму, кога дојде пишуваше таму, ваму, ама па не може до толку, до овој лимитот, до све. Све си има лимит во Европа, ама пак тие некои основни работи Европа ги гледаат, а во NBA у ден плата, во Европа ти дојдат и 5 плати. И мора да Значи, играш. разликата е во тоа што овде кад тебе повеќе така те влечеше Во војнено, адреналинот адреналин. на европскиве терени, Да. одошто што тамо викаш се кошарката, Опуштенција, да, дали си меѓутоа изиграл добро или опуштени лошо, и играш. нема Имаш одредена лутење. минута, на истата минута влагаш, на истата излагаш. Дали си шутнал 20-0 или 20-20, и што е тоа? си излагаш. Колку да смени. Програма. И веруваат у програмата. Нас во Европа научат дека кој ќе шутира некој да не скокаш, да се залетуваш успорено. Во Америка те
Викаат статистиката покажала, се залетуваш и скокаш поред него. Fly-by го викаат. Викам, чекај бе, како се fly-by. Статистиката покажува дека повеќе се промашува негова. Респект, платите, 7 милиони. Што вели статистиката, така играм така. Да. Добро, во Атланта остана 2 сезони и сега повторно се враќаш на европско тло и ја одбираш Турција, го одбираш Истанбул, мора да кажам, убав град тамо на Босфор, тие кафанчината наредени, има кај да се оди. И го одбира Фенербахче. Ја имав желба уште од 2001 Желјко беше тренер на Панатинаикос. Јас сакам некој тренери као предизвик да ми се. Мене ми било предизвик да бидам во тим кај што Желјко е тренер. Не знам зашто, едноставно и да научиш сите големи имиња, страфа имаат од него, да видам што е, како е, да го искусам. И имав ја понуда од Атланта да останам таму. Двојно поголема од Фенербахче. Али најстариот син требаше да трне во прво оделение. Он израснат и ишетан у Белград е роден, Ростов, како што набрајавме све, и нема собствени другари од своја генерација. Све се дружи со нас, као постари, не му е интересно. Едноставно му фали на него тоа и одлучивме да се вратиме близу Европа, кај што ќе има 2 лета дневно, кога сакаме може да си дојдеме и да почне од прво оделение тука. Размислувавме и Америка. Едноставно одлучивме другарчиња има и видовме дека е прав чекор, плюс Турција, Фенербахче, организација како НБА, Желјко Обрадовиќ таму не се одбиваше. Јас со Желјко се договорив за 35 секунди. Другарите што седеа на страна мислеа дека готово, заврши. Пеки, мене ми треба лидер со џоницу да се контролише тим и борба. Реков, коуч, јас сам дошол овде да освоим Евролигу и све што треба. За борба и ево рука, средите ви папире, ја мора да идем на Златибор, чекаме код Кеа или Копаник. Вика, што се деси? Викам, се договорив, сериозен си? Се договорив и подпишав 3-годишен договор. И во Фенербахче остана и тамо повторно европската круна. Првата ни од одбека кош, која Кријапа даде и отидовме во продолжение. Иначе ќе бев 4 од 4 со таа. Изиграв одличен Final Four таа првата година. Освоивме Суперкуп, куп, првенство и финале од ЦСКА изгубивме на крај некој поен. Многу болеше тоа финале, не знам, многу. Мене највише ме болело можда. Готово. Тоа докажува зашто интересна кошарката. Готово, водиме еден разлика на 2 секунди, шутираат, промашуваат, ти само да скокнеш преку овако, од одбека дава изедначување, ствари беше, 2 разлика. Добро, продолжение. Продолжение и таму изгубивме. Втората сезона, од почеток на сезона, Желјко има начини да те мотивира и се. На секое нешто лошо увек споменуваше. Знае да спомне да те пецне за ситуација, за да те... И цела сезона и едва и чекавме да дое финалето. Видовте финалето со Олимпијакос ги прегазивме. И тоа ми беше еден од најтешки моменти. Ја влагам во финалето, Олимпијакос Перо, Адиц, турците од другата страна, Перо, Античи. Јас не знам на која рака, само вака дигну двете раце. Многу ми се и фановите драги на Фенербахче, иако се зелено, жолто, плаво, али поддршка и разбирање за време мечот со Олимпијакос, бидејќи се води борба за шампионска титула, како беше? Ти знаеш, со толку години коментирање некои надпревари кои ќе се возбудиш, едноставно емоции има. Професионалец си, ме прашува сите новинари, како јас сум викам професионалец, знаете дека го сакам, ја играм за Фенербахче, тој е мојот клуб. 40 минути ќе бидеме, да кажем, непријатели. Не е убаво дури пробуваш да не се радуваш, да даваш, не се радуваш. Па јас сум тој што сака и да викне и да покаже емоција, наставно не е тој бон тон спортски, не е тој ферплей да сега да им викаш на тој тим. Во Фенербахче пријатни мигови тамо во градот на Босфор и
2 сезони одигра за турскиот шампион и европски шампион во тоа време. Еве со тебе, Желко Обрадовиќ, Желко уште си ја таму, тој со Нов договор, тој ќе си со остане таму. Да. Фенербахче изгледа. И до пензија ќе тера, добро му е очигледно. И треба да остане таму таква организација со сала, И го со почитуваат и све. ги знае и мислам веќе тој како да е всаден таму во таа атмосфера. Фановите не ти замераат ништо таму. Ќе убијат за тебе. Не сме никој да и фаул да направи. Као деца. Код собствени деца. Така да преубаво е таму. И во Фенербахче не сакаше да останеш и после имав тие 2 можев да сезони. останам. Ама пак пуста црвена звезда. Дадов рака летото на менаџерот. Имав гарантиран договор. Едноставно сега зборевме, као може ќе бев вишак, ќе играв на дали само Евролига или само турско првенство, па може ќе заврши Евролига порано или подоцна, па 3 месеца нема ништо да работиш, само ќе тренираш. Па знаејќи се себе, да не си искарам, од нервоза не можеш да си исконтролираш. И на менеджерот му реков, дај да избоксуваме од Фенербахче толку пари, од Звезда толку да ја завршам кариерата, и рака дадов. И Кина имав договор да идам во Кина, знаете во Кина колку даваат. Кинезите многу плаќаат сега. Па ја од шампион шампион бев најевтин играч во Црвена Звезда. Отиде во Звезда и шампион станав конечно. Не станав куп, имав жалосно што се повредив за Јадранска лига, мислам дека ќе помогнев доста на тимот, али прифатив да играм полуфинале и финале со скоро 100% скинат еден лигамент, парцијално друг и тетива парцијално. Мора да играм. од каде толку повреди? Па на еден тренинг, на еден тренинг нагазив на играч, из глобото отиде до крај и се чу пап. Ама с тепче ќе си ставиш, ќе го стегнеш пута 10. А после После надпревар на течено, лед, све. Јас знам сега со зглобот, скокам да забијам топка и знам колку скокам. Ама обрачот никако да се доближи. Нема енергија, и со прстињата, так. Али важно завршило со титула. Со титула во Црвена Звезда и сега очекувавме дека сепак ќе продолжиш уште малку да играш. И што се случи, што беше она решавачко? Па цел живот сум ван Македонија, ван некој нормален живот што го има секој човек, секој ден да се разбудиш дома со своите најблиски, имам 3 прекрасни сина, да им ги гледам секојдневните развивања, секојдневни активности. Едноставно ми фали тоа, ми фалело во текот на кариерата. Они пропатиле многу, шетаат, нема да кажеш, тоа е животот, али секој си има за школа, па се запоставило ова заради мене, се запоставило друго. Едноставно имав ја понуди, Армани Джинс го одбив, Сан Петерсбург го одбив. И ситуацијата во кошарката што е кај нас ми беше како предизвик и народот бараше од нас некои тие кошаркари што сме направиле нешто во кариерата, имаме познанства во низ Европа, што може да се спојат, па да има резултати. Да се искористи името твое за и едноставно тие контакти кои се неопходни во денешно време со кошаркарски нации, да речем. И одлучивме, тој е еден тим, претежно од 2011 цел скоро тим, и многу други, да влеземе во трката за председател на Кошаркашката федерација на Македонија, поради тоа што овие сите случувања се за мене апсурдни. Толку негативност немало во кошарката. А зошто е тоа така? Што е? Политиката многу се меша во спортот и луѓе кои не се разбираат во спорт. Ја не се разбирам во хокеј. Ја ќе ќутам, ќе прашам. Они се разбираат, например, во све. Ќе гледам па да пробам да научам, да прашам, да земам некој искуство. Нема тие работи, они си се самоук. Мора така да биде и сите идат со цел да ќарат нешто, да заработат. На нас најголема придобивка би било враќањето на осмехот пред се на кошаркарите, на тренерите, на клубовите.
да се олесни некои работи на клубовите, да може да се инвестира во собствениот клуб, не само да се инвестира во федерацијата. Казни, што се, па тие казни да се применуваат, ако има доволно буџет од средства, да се инвестираат во други работи, а не да се за само млади за млади категории. тренинзи. Па имаме опции со праќање на суди во странство, праќање на тренери во еминентни клубови, Фенербахче, Олимпијакос, наброевме, имаме и други ЦСКА, да погледаат една недела тренинг, ти имаат и акции, и све, и богатство. Така да некои работи што не се прават. Сметаш дека политиката многу е замешана во спорт? Види, Перо, јас сум да има политика во спортот. Политика, мислам. Спортска политика. Спортска, да знаеш, Да. визија една да имаш, до каде, што, еве, сега доаѓаме во кошарката, тука е се организираме вака, следна цел е после година или 2 години, тоа и тоа, после 4, тоа, таква политика. А инаку мешање на политика од надвор, па да речат не Перо, Зоран ќе биде или Јанко Петко, тоа не го прифаќам. Тука треба оние што се на вистина наши звезди, би рекол, во спортот, да ги искористиме максимално. Имаме луѓе, еве, како тебе, што играле надвор, што виделе малку повеќе, не малку, многу повеќе, одошто во оваа средина и би можеле да пренесат нешто. Сите тие не сме виделе ништо. Они пак па тоа е жалосно, мислам, не е само во кошарката, еве, што ќе биде утре, кој ќе се врати, например, и Горан Пандев или Кире Лазаров. Мислам дека вие сте трите најголеми спортски звезди во овој век. Реков на почетокот, ти си една од најмаркантните спортски личности, тука ги ставам Пандев и Кире Лазаров. Нема тука, тоа е потврдено, тоа е факт, нема тука бегање од вистината. Јас може да се кладам дека да се стават тие спортски имиња. Ние меѓу федерации ќе имаме одлично разбирање. Разбирање со помагање, со размена на искуства, на мислење нова. Нема да биде тоа еден против друг, види ги овие ово. Не, ти си седнеме на маса, ништо не губиш да сослушаш и било што, ти се добри момци, така да останува да видиме сега. Наскоро ќе бидат изборот ќе биде, па ќе видиме што ќе одлучат клубовите. Ако е до нив. Кажа за семејството, за трите сина, обично така ги завршуваме емисије со семејството. Ружица е покрај тебе, синовите тука, сега сите сте на купче и тоа на свој терен, би рекол. На нивен сум сега. Не си Истанбул, не си Санкт Петербург, не си Атланта, тука си. Оно што рече за децата шетање, па тоа шетање можеби ќе им остане во перцепцијата како нешто убаво, па утре ќе се подсетат на тие мигови кога со таткото и мајката шетале низ Америка или Турција, или Русија, и тоа е добро. Е сега дали од таа тројка разликата меѓу нив е вака беше 12, 6, 3. Да. И сега тоа е пресметано нешто да има така некоја математичка мајка природа. Али испадна така 12 дресот поделено со 2 6 поделено со 2 3. Ти така ги одбираше дресовите? Дресовите 12, цел живот 12, 21 во Звезда имаше 12 само свртено, а во Олимпијакос кога потпишав 12-ката беше земена од Лазарос Пападополос и сега ми даваат, имаш броеви да избереш до 99. Ја реков 12, потпишав 2 години договор, 12 поделено со 2, 6, дајте ми 6. Да, и остана 6-ката и во Атланта, пошто беше зафатено и супер резултати 6-ката донесе. Добре. Не се жалам ни од 12-ката. Кажи ми вака, зашто од мали децата може да ги оцениш, посебно ти кои си цел живот во спортот, дали имаат така нешто и тие да тргнат по стапките на таткото? Имаат, сега, Лука има најголем притисок, он е 12 годишен и е син на Перо Антич, по балкански менталитет ти мора да си многу бољи од таткоти. А лимитот многу високи, телото е одлично, само нек се здрави живи.
Има притисок. Мора да јас поставим некој лимит, што се надевам, јас цело време тоа го кажам, се надевам дека некој ќе го помине. И ја ќе бидам најрадосен тогаш. Добро, ние ќе чекаме. Ја ќе чекам додека можам, дека не ми падне косата. Лука има притисок, сите очекуваат, мора одма да закуца сега. Ја на 11,5 години почнав, он сега 12 напуни. Тренира и сега почна, индивидуално тренира со Горан Ѓоргиевски, напредува, средниот не ќе да излезе од сала кој ќе влезе, најмалиот уште мал. Ќе го удри топка, ќе се тој гледа и ќе избега на страна. Така да имаат мојата поддршка, а немаат никаков притисок да бидат кошаркари или било што, само се здрави, живи, паметни, да школувањето си го завршат, моја поддршка ќе има што го да одлучат. А ќе бидам тука. Ружица како се снаоѓа таму, сите спортисти, јадење, готвење. Термити. Само нек се здрави и живи, само нек се здрави и живи. Добро, Перо, еве. Ти благодарам многу за гостувањето во емисијата, вака си поразговаравме слободно за кариерата, за случувањата и посебно ми е драго што еве разговарав со тебе, бидејќи на почетокот реков, те знам уште од малечко, од детенце, а кога заигра, па ти имам еве и во тетраткиве, еве го годел работнички со Никол Ферд, сте изгубиле. 67-60, тоа беше 99-та. Тоше Гечевски тоа проблем правеше тогаш. Да. Еве го Гечевски, не проблем, туку 20 кошеви, одма ќе ти кажам. Срамот. Затоа бев цимер да бидеме цимери, за да му зборам. А работничкиве да се подсетиме, Јончевски, Рајковиќ, Веселиновски, Србиновски, Калајца, Симич, Чековски, Антич, Ѓуров, Србиновски, Нешовиќ, Ловрич и уште еден Нешовиќ. И тренер Марин Докузовски, тренерот на нашата репрезентација. Да, Цефи тука беше постојано. Тоа беше тој работнички, кога ти заигруваше, значи те знам од детенце, кога заигра, потоа те следев кога одеше и сите тие клубови. Навивавме и секогаш ќе пуштевме екраните кога ќе настапуваше ти за некој од овие екипи што ги набројавме. И најави ти проштале некој натпревар. Да, ќе биде следната година, оваа година нема да биде. Ке го направиш тој проштален надпревар, па и сите да дојдеме тамо да прославиме. Ќе бидете специјални гости, чест ќе ми биде да сте тамо. Добро, Перо, уште еднаш ти благодарам и ти посакувам да ти се исполнат сите твои желби, како оние во семејството, така и надвор од семејството, во спортот и воопшто во животот, а искрено како спортски новинар посакувам да не ја напушташ кошарката, да останеш во неа, да се бориш за тоа што се видеот и во тој спорт имаме и деца, имаме таленти и штета би било сето тоа што го имаме како богатство да го загубим. Ја ветувам дека ќе останам во кошарката и дека ќе се борам максимално све што е во моја можност и во мој раце да го пренасочам према тие таленти. Па еве уште еднаш среќно и синовите да тргнат по патеките на таткото.